Дека 63 години, снажните момчиња на фудбалскиот клуб Балкан ги носат црвените дресови, традиционалната боја на овој клуб, но и на целото мало Чаир. Таа боја отворено покажуваше каква беше определбата на чаирчани, претежно занаетчии, аргати и работници. Чаир како составен дел на Скопје, како и другите мала во стара Југославија, не има многу у почетокот на некакви забави. Тоа е било мало во кое се живееле повеќе земјоделци, занаетчи, луѓе кои се бавеле со кондураџиски занат, сандалџиски занат, бербери, шнајдери, тишлери. Меѓутоа, повеќе луѓе се биле сиромаси, се бореле за екзистенција, се бореле, имале аргатски живот, аргатувале кај побогатите луѓе, за да можат да изведат и да екзистираат. Во ова мало се барале и форми како да се здружуваат младите и да работат. Тука се формирал уште од порано еден фудбалски клуб под име Балкан и преку него се развијала одредена активност на младите. Тие преку него се доваѓале, се зближувале, работеле, а од тоа им било и одскок на даска и за понатамошно нивни развој. Денеска се ставиме овдека стари чаирчани од Чаир, кои сме се растурили горе-доле. И као такви играчиве, денеска кои ги гледаме овде сите, останеме ретки. И сега може да кажам повод за секој поединец играч. Например, ја за времето играв центар калф. После мене играше Страхил. Зафиров, он играше на крило. Здравје, Зафир Кучето, он играше на бек. После Цветан на Исиджиздата и тој играше на калф. А Драган Бошков и он играше као десно крило. Коле Пупи, као еден најболи играч меѓу нас, сега што го гледате, он играше на бек, кој уопште до све време на утакмиците, до крај на Балкан, само бек играше. А Лазо Крива Вилица го викаме, по право, он играше центар. Меѓу најболите играчи, иако беше најситен, најмал, али беше најефикасен. Од него чекаме сите голови. А и меѓу тоа, он беше малку и понапреден, имаше и тамбура, чукаше на тамбурица и така натака. Прва година Банке се снимаше во Трпчева Мејана. Сите кои беа таму основачи, односно децата што се збраа, сите беа од работнички куќи, од сиромаштија. За време бирањето избраме за председател Ѓоре Иванов. Многу ни беше радост, голема, тој беше занатлија. Као ведач и после бирањето ни донесе бакшиш, дресови и каиши.
После това почнеме да играме. Фудбалот се разви постепено. Владееше колку една година, он беше као председател. Али после се заинтересирава други и се умножи. Повише дојдоа играчи, симпатизери, членови и така натака, дојде до нова управа. И као така ние почнеме, после се појашиме да играме фудбал, се разви добро фудбалот. И почнеме по званечни утакмици. Например, имаше неколку клуба у Скопје, као Граѓански, ССК, Напредак, Победа, тога се викаше Партал Победа, например. Одржаваме со нив добри утакмици и добро се бориме. Наравно, сега кој сваки еден спорт, например, и добиваме и губиме. Али, случајот беше највише што играме со ССК. Јак клуб беше тој, измеѓу првите. Добро ги памтим тие утакмици и не може да забравам. Тука играва чувени играчи као Гени, као Клинец, као Пицан. Играме исто и со други, например, со Граѓански играме, а највише сме играли со Партал Победа. Она имаше добри играчи, јаки, али немаше игралиште на доволно и више играше кај нас, у Чаир, на нашето игралиште. Кога ние ќе даеме гол, тоа беше ужасно фрлање, рипање, скакање. И кога ќе земе, да речеме, да завршим утакмицата, чак што више публиката била у рути да ме држи. Кога дојде гласањето, да се гласа, измеѓу радикалите и други партии кои беа, например, народот твар беше социализмот. Тој беше слободен. И свите, цело Скопје, може да кажам, ако не више, 80% гласава за Црвената општина, за председателот. И го изгласаме. После кога го изгласаме него, разбираш, јас сум бил тука, имаме дуќан, ми е близо до општината, и сум имал прилика да гледам. Пајтонот, што возеше председателот бивши, конјите, овој председател, ги извади, ги стави да носат ѓубрења, камења по улиците, затоа што да биде користо на општината. А он одеше пешки. И као така ние сме ишли слободно во општината и отворени врати имаш. И као така видов дека свите бе ние на таа страната што беме свите сиромаштија, работници и нашиот крај нарешто Чаир, тој беше беден, бил од крај, например, и беме свите уз него, не само ние, него цела маса сиромаштија, а сиромаштија, кој што знаете сите, повише е. И као така добива, али после тоа, со указот тама на владата, горе, одзгора, укинала и забранила на таа партија на социализма да постои. Меѓутоа, не е само таа форма била кај што се здружувале. Тука доаѓа и хорот
koji je postojao, grupata, mislim, teatarska, što je služila za iskažuvanje na svoje teatarske sposobnosti. Igrate Glumački. Tamo igraf i jaz. Igraše i drugar od Aleksandar Urdarevski, narodni heroj. Igrali i drugi, i Živko, i Vase, i niza drugi mladinci od Čajer. A igraše i drugarkata moja toga i благодарение na ta jedna pijesa. Igra me maži žena i taka od teatarska predstava stana istinska ženitba. Понатаму имавме ние формирано и тамурашки оркестар, начело со другарот Лазо Николов, кој беше капелник, а јас свирав на бас, Живко на контра, и имаме и други контраши кои свирева на тоа контра као гитара. И тука секогаш ние во тоа мало сме имале прирадувани вечеринки, забави, игранки, кај што се собирале младите, а покрај младите доваѓало и цело мало Чаер. Во фудбалскиот клуб Балкан е имало и скоевци. Тука се биле 4-5 души скоевци, начело со секретарот на скоевската група, покојни Сандер, покојни Стојан Митровски, Благоја Бошковски, сега носител на споменица, иначе жив Шнајдер позанат. Јас сум бил член на Ској и тука све до 35-6 година, дока постоеше Скоевската група, помагана и од тогашниот прочелник Борче Зафировски, секретар на тогашната Келија Учај. Тука се спроведувала и одредена и партиска активност, ако можем да кажем. Член на оваа управа на Балкан беше и вашиот брат Цветан Димов, народен херој. Брат ми е... Која беше негова цел? Брат ми е бил член во овој спортски колектив. Неговата цел, разбирливо дека он како комуниста и како член на струковите урсови синдикати, тогашни напредни синдикати во Скопје, имаше за цел да спроведува политиката на партија и да се кај младите делува за изградување на нивната напредна свест, за борба против тогашното устројство, тогашниот режим. И благодарение на една таква активност и негова, заедно со неговите другари тука, ми имаме случаи, овие работници од Чаер зачленуваат во урсовите синдикати и да нивната понатамошна активност развие преку тоа. Сеќам ја околу 35 година, постоеше у Чаир еден клуб Балкан. Ја како дете многу се залюбив во тој клуб и почнав секоја недела, бидејќи други денови немав, бев чирак, само ми престануваше недела кога имаше Балкан треник, ја позади гол ги чекав топката која да падне да ја шутна. Меѓувремено тој позади голот имаше многу народ. Тоа ми остана како сесеќање и зела топката и да ја удрам што побаво стил, имаше еден српски жандар, го удри позади му падна капата. После друго едно цел месец не идев на игралище, колку да го узимам траго, што тој ме бркаше, мислеше намерно што го удел. Ја не намерно, само го узим. И така го застава гол, почнав да некој време малку застава, околу напред 13 години, почнав да тренирам ја. И за кратко време одма ме зедал првите ми игра. Таа 37 година, така се сеќам, 37-38 година, кога почнав и јас да играм во Балкан,
тоа ние беме големи другари. За играњето во Балкан требаше секој да биде член на Балкан, финансиски да помага. Ако тоа беше на такса од 5 динари. И ако платите 5 динари ќе играте, ако не платите 5 динари нема да играте. Така беше узна. Се сеќавам за нашиот преседник тогашен Илија Вулканов, звани Поштар, из Поштар беше, кој поечко тој го финансираше Балкан. Од своји средства плаќаше и суди и понекогаш. Те нема Балкан средства. Тој све и свашто беше. Ако треба судија да суди некој друг и он вика не се слага, он се слага со сите суди да му судат. Беше еден таков темпераментен човек кој умираше за Балкан. Тој децата свој ги негеше кој што сакаше Балкан. Јас се сеќавам на еден избор овдека за ново руководство на Балкан, кога почна да плаче зашто му беше жал што остар, што не може. И беше почестен до својата смрт. Има син тој, а не е тој беше. Балкан во тоа време имало големо другарство, бидејќи тука све се заначи. Ретко да имал некој што викаме Дунда, кој бил вака понаобразован, иначе ние сме сите калфи, чираци биле тука и мизерно се живееле. Се сеќавам Балкан дека имаше 14 пара црвени дресови и црвени штуртни и да речем 14 пара копачки. И ако не ти се паќат и ако ти се големи, ти мора да играш. Нема друго средство со кое да се онади. Младината во Чајрове имаат своји специфичности некои си. И не е таа младина која што треба да не се спомнува денеска таа младина. Стварно таа младина била многу добро организирана. Како преку тоа спортско друштво Балкан, така имало и хоски во овој Чајров, имало и тамбурашки оркестар, а тоа све би шло преку, пак се поврза, преку тоа Балкан. Младината е многу била поштована сцената и е била многу добро организирана. Не е постоело и е многу големо другарство меѓу таа младина. Што не и тоа доваѓало до израез и на самите утакмици кога ишло. Самата младина кај што кишел Балкан и младината е била по него. Би се ишло доле да се играло утакмици. Со младината е била со Балкан. Си ишло овде кога се доваѓа играт утакмици. Цел Чајр е доваѓа тука да го гледа тој Балкан. Да ги гледа таа негова младина, тој симпатизер, како младина, така и постарите луѓе. Све тоа се развило до 41 година. После едно време, за време окупација, Балкан едно време се замре и не постоеше како тако. Затоа што имаше црвени дресови. Црвени дресови имал Балкан, тоа и све, веćinom све младината, како од нас што биле постарите, како пред него што се младите, се веćinom носеле се црвени машни носеле. Таа постарна генерација на Балкан што е, како сега се сеќам, ако кидат на Велигден, да го речем, се со црвени машни кидат и беа третирани како така и многу млади луѓе од нив и третирани се како комунисти, што имале и тепени како Лазо, како Цветан Димов, најден херој, како Санде некои се собирани уште тога Борче, тие биле члени на партија во бивша Југославија, уште од тога се како комунисти тие се третирани и биле се тепани во тие затворите. Окупаторските власти сигурно знаеја. Окупаторските власти ги знаат и 42 година ја земат, како се знае сите. Цветан Димов е зверски мучен и френен од спрат како комуниста, кој бил достоен нова наше мало и остане како символ на нашата младина. Овде сакам да истакнам еден момент за работата и активноста на брат ми Цветан Димов, народниот херој. Се работи за тоа да е он бил прилично активен. А не само што е бил активен, него е бил и многу авторитетивен и многу сакан од луѓето во Чајр. И од стари, и од млади. И кога дојде во 1942 година, на 4 јули беше затворен, а на 9 јули веќе беше погребот. Меѓутоа, тога можам да кажам дека цела полиција, што беше од оваа страна, па и од таму агенти полициски, беа све на подрачјето на местноста Чајр.
Имаше 4-5 агента само у дворот, у старата куќа кај што е роден и брат ми, и јас, и татко ми, и дедо ми, на улица 146, број 146. Тие посматрава и гледава и барава да види кој иде, што прави, што прават, бидејќи да беше он веќе донесен како умрен, а горе на чардакот бева пуно комши тука, малчани кои седева да му одадат посебна почит. Па и утрента при закопот е било огромно присуство на чаирчани, па и не само на чаирчани, него и на други другари од градот. И може да се каже дека навистина со голема жалост беше испратен од средината наша и со сплач луѓето го имаат испратено и со солзи го имаат испратено. Во куќи собирава, организирале вечеринки, еден вечеринки, а на тие вечеринки се читани разни брошури, разни книги, одржани састанци, исто излети се правело во Матка, во Матејче со насредба со кумановските другари таму, како и во Јурумлери и така натаму. 34-та година, кој како му се снашол, што викаат, на која територија, како и така, кој отишло по 12-ти бригади, кој отишло у 16-та бригада, кој како можел. Уствари 44-та година е масовното идење во партизани. Поготово за Скопска Црна Гора, кој ја бев таму, што викаат. Тоа беше масовно идење и има доста другари таму кои останават, ги дадува жртвите, животите своји ги дадува за денеснова. Јавиновците се отидени горе во партизани, не? И да имаме дадено жртви од наши другари таму кои се. Еве да ги именувам, ако сак, Слободан Јовановски, Ангеле Најдов, Томе Трпков, Благое Здравковски, Димче Милдашовски, Киро Јовановски и како и други. Секако ги има повеќе, не се сеќавам. Има и повеќе, како меѓу организатор 41 година, што морам да се наметам сега, вака се, и 40-41 Санде Ордаревски е бил наш другар, кој учествувал и на састанци со нас тука, он кој не поучавал како тој бил пошколован, и брат му Дане Ковач, и тие биле школовани луѓе кои биле со нас уопште, кои ни помагале на нас да ми стекнеме нешто да станеме поинтелигентни во разбирањето на тие брошури и така натаму, кои ни помагале во тоа све. Балкан и понатаму го носи денеска името Балкан, иако е он на многу пати и престанувал да биде активен заради одредени околности, како што беше 44-та година, кога веќе почна да се луѓето разидуваат по партизани, по други активности и неговата активност замре мало. Меѓутоа, после ослободувањето, наново почнува да се формира Балкан и да ја продужи истата традиција што била и од порано. И идејата на Цветан Димов. И идејата на Цветана, и идејата на многу
mnogo naši drugari koji se navistina bili работали за тој клуб. И денеска е го начело на својата група и то мене посебно ме радува кога навистина се сеат резултати со напорна работа. Балкан денес е екипа која води исклучиво грижа за напредок на оваа младина од овој дел на градот. Он е констатиран од конференции и председателство. Председателството раководи со екипата и води посебна грижа за овој дел, за младината, како за школување, за вработување. Као и порано, така и денес Балкан е тим на Чаир. Меѓутоа, во оваа екипа и денес, а и порано имало и спортуваат играчи кои што се и од поблиската околина, па и надвор од градов. Посебно сакам да го истакнам братството, единството и другарството кое владее денес во клубот. Бидејќи во низа генерации претходни, па и денес во клубот спортуваат македонци, срби, роми, албанци, црногорци, што значи ова не е само екипа на Чаир, меѓутоа екипа е каде што има и од другиот дел на градот и други националности. Сите овие активности, реков и порано, се насочени на тоа исклучиво собирање на оваа младина овде за школување, за екзистирање на овој клуб. Би истакнал и тоа дека клубов за своето работење досега е одликуван од страна на председателството на СФР со орден заслуга за народ со сребрена звезда, како 13 ноемвриска награда у 1981 година од град Скопје. Исто така и златна плакета од страна на Совка на Македонија и други пофалби и признанија кои се дадени на овој клуб за сите негови активности кои денес ги прави. Кога ќе поведи Балкан, се ми е сладко и убаво. Јас сум у Чаир роден 60 години, све за Балкан, за друг ников тим во Југославија. Балкан кога веќе ќе изгуби утакмица, целото расположение и ручек и вечера не ни е во вкус. Балкан за мене значи све. Без него не можеме да дишиме, да живееме со еден збор. И се однесуваме така како што е спремата на играчот, така сме мија уз Балкан насекаде. Чаир без Балкан не може да постои. Мора да постои Балкан за Чаир.